Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Македонската ракометна репрезентација е полукомплетирана на подготовките во Пореч, каде што се полнат батериите пред заминување на Европското првенство во Данска следниот месец 2014 година. Селекторот Ивица Опарван може да размислува и за уигрување на варијанти во одбраната и нападот и да почне детална анализа на ривалите што не очекуваат на Европското првенство. Во отсуство на Наумче Мојсовски кој е повреден и Ренато Вугринец, сега стручниот штаб мора да бара решение за играчите што ги планираше да играат во напад и во одбрана. Капитенот Кирил Лазаров се очекува да се појави во Пореч денеска, а последен ќе се приклучи голманот Борко Ристовски кој на 26 утре декември има обврска со својот тим Гумерсбах. Првиот контролен надпревар за ракометарите ќе биде на 28 декември во Трбовле, каде играме со Словенија. Последните контроли се на турнирот на почетокот на јануари месец во Скопје, каде што ќе учествуваат и Србија и Црна Гора. Кристијано Роналдо е најдобар светски голгетер вкупно со 69 постигнати голови во 2013 година. Со тоа португалецот го надмина својот рекорд од 63 постигнати погодоци минатата година. На второто место е Златан Ибрахимовиќ со 47, а трет е Леонел Меси со 45 голови. Потоа следуваат Луис Суарес и Едисон Кавани со 42, односно 41 гол. Роналдо своите 69 голови ги распореди на следниот начин: 38 постигна во Примера лигата, 15 во Лигата на шампионите, 6 во Кралскиот куп и 10 за португалската репрезентација. Со тоа силно ја потенцираше својата кандидатура за златната топка на ФИФА, бидејќи за споредба останалите негови конкуренти имаат постигнато многу помалку голови. Меси повредите го оставија на 45 голови, додека Френк Ривери од Бајер Михен постигна 23 голови, но ја освои тројната круна. Тотенхем го именува Тим Шервуд за нов менаџер на клубот, а соработката е договорена до крајот на сезоната 2014-15. Шервуд беше привремено решение на клупата на лондонскиот клуб по отказот на Андре Вилјаш Боаш по дебаклот од Ливерпул со 5:0 во Премиер лигата. Управата на Тотенхем одлучи да му покаже доверба на својот пронашен играч, иако на 44 годишниот Шервуд тоа ќе му биде прва тренерска работа. Под негово водство Тотенхем како гостин го победи Саутемптон со 3:2 и моментално го дели 6-то место на табелата на Премиер лигата со 30 освоени бода. Првопласираниот Ливерпул има 6 бодови повеќе. Вечерва во пресред на католичкиот Божик на програмата во НБА лигата се само 3 и тоа дерби надпревари. Бруклин го пречекува Чикаго Булс, Нју Йорк Никс е домаќин на Оклахома Сити, а во Лос Анџелес Лейкерс е домаќин на шампионот Мајами Хит. Првата звезда на тимот од Лос Анџелес, Коби Брајант, по пауза од 16 години, нема да настапи на Божик. Следува рубриката Топ 5, каде ќе ги видиме најдобрите 5 потези од ова трето коло во МТМ Кошаркарската лига кај генерацијата 2001-2002. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија.